Добро вечер, драги гледачи, вие сте на програмата на телевизија Тиквешија. Вечерва наш гостин е Зоран Илиевски, председател на коалицијата на младински организации сега, кој воедно иницира на едно вакво изготвување на закон за млади. Токму за законот за млади ќе разговараме вечерва. До каде е законот за млади всушност? Благодарам на поканата. Добро вечер до сите гледачи на вашата телевизија. Коалицијата сега е една од иницијаторите на потребата за донесување на закон за млади, кој што претходната година организира процес на дискусии. Како коалиција сега организиравме тип на активности кои што значат проверка, комуникација со социјалните групи по однос на прашањето што еден закон треба да носи. Законот за млади беше изготвен во текот на 2011 година од страна на предлагачот Министерството за правда, кој што го достави до Собранието на Република Македонија и истиот на повеќе читања во рамки на процедурите на Собранието стигна до предпоследната фаза, која требаше да биде на фаза на усвојување. Но со одлука на владата на Република Македонија, законот е повлечен на дополнителна изработка и консултација со социјалните групи и во моментот истиот е на ниво на доработка. Оно што ние како коалиција сега сакаме да го направиме, да го искористиме овој момент и да го понудиме законот до сите млади широм државата, да го видат, да го разгледат, да своје мислење и препораки што од него може да се смени, односно што е померка нивна дека законот треба дополнително да се одржи. Какви се досегашните искуства, какви се реакциите на младите? Што всушност тие сакаат да се одржи овој закон? Досега од направените јавни дискусии во Штип и во Битола, но и од процесот на консултација со членките наши на коалицијата сега, голем дел од забелешките се однесуваат на начинот на дефинирање на младинското организирање, односно кој тип на организација треба да биде именувана како младинска организација и начинот на состав или кој треба да го сочинува, кои треба да бидат оние кои што ќе сочинуваат на национална младинска организација. Исто така се даваат забелешки на ниво на составот на Советот на млади, бидејќи овој закон дефинира, односно утврдува постапка и процедура за формирање на совети на млади, нешто форма која што има и во Кавадарци во рамките на Советот на општината. Со тоа што во законот се дефинира бројката, но не се дефинира и профилот кои луѓе треба, односно кои млади треба да го сочинуваат. Исто така во рамки на дискусиите кои што ги имавме во овие досега два града, дадени се забелешки на ниво на задолжување на општините, односно преземање на обврска на општините да обезбедат простории за работа на советите на млади, за да истите да бидат функционални и обезбедување, односно одредување на казнени мерки за општините кои што нема да го спроведат законот во функција на формирање на совети на млади во секој од општините во Република Македонија. Имаше многу критики околу законот за млади. Една од големите критики е непостоењето на вистинско учество на младите во неговото изготвување на претходната верзија. Она што значи критики пренесени во јавноста, пренесени на медиумите, се надам дека аргументирано истите се однесуваат, но во секој случај сакаме ние да го искористиме токму овој период кога законот е повлечен од собраниската процедура и да го понудиме на сите младински организации и сите оние кои што работат со млади, токму ради таа причина да имаат можност, да имаат увид во текстот. Можноста за учество во креирање закон во различни форми зависи од методологијата која што се применува. Во случајот кој што ги имавме претходната година, во постапката која што беше изготвена од страна на предлагачот на Министерството за правда, и застануваше процесот на јавна консултација со младите, што значи дека е процес кој што го создава, го креира Министерството за правда. Сепак велам, како невладини организации, оние кои што се наши членки како коалиција сега, ние донесовме одлука да организираме 11 дискусии широм Македонија во големите градови, за да можеме да обезбедиме поинклузивен процес на младите и сите оние кои што работат со млади. Дали сега властите ќе имаат слух
Се надеваме дека ќе обезбедиме доволно поддршка од младите и од младинските организации од аспект на она што значи нивно барање за промена во предложениот текст, која што поддршка доволно ќе биде силна да ги промени приоритетите на властите, ќе биде доволно силна да го врати законот назад во собраниска процедура. Ваш коментар, некои се дрзнаа да кажа дека законот наместо да ги отвори вратите за поголемо младинско учество, истиот ги лимитира. Како ќе го коментирате вие тоа како младинска организација? Сметам дека се работи за коментар кој што го дали организации или поединци кои што доволно не ја знаат темата од младинско учество, немаат доволно познавање и експертиза од процесот на младинско учество во донесување на одлуки. Напротив, овој закон уредува една тема која што се вика Совет на млади и која што го гарантира учеството на младите во работата на локалните самоуправи. Ваков еден приот обезбедува исто така можност да сите млади во општините бидат секогаш свесни дека можат да го кренат својот глас, односно да ги кажат своите потреби кон возрастните, кон советниците во општините. Но исто така, пред текстот на законот дава една нова рамка која што за прв пат би била применета во рамките на Југоисточна Европа со формирањето на еден државен совет на млади, каде што паралелно како коменажмент тело од една страна би седеле владините представници, но од друга страна представници на невладините организации и советите на млади, кои што заедно би дискутирале на прашања кои што се од интерес на младите. Ова алатка или ова коменажмент тело обезбедува високо учество на младите во рамки на донесување на одлуки или пак во креирање на политики. Затоа велам дека законот дава силна можност за да се зголеми учеството на младите од фазата или од точката во која што во моментот се наоѓаме. Токму најголеми критики има во учеството на владата во Државниот совет за млади. Од вкупно 29 членови, 13 ќе се владини членови. Пак ќе кажем дека се работи за критики кои што не се соодветни, кои што не се аргументирани, доколку потребиме проста математика, ако 29 е вкупно телото составено од вкупен број на членови, 13 се представници од различни министерства, значи 16 во мнозинство се представници на младите и младинските организации. Во таа насока, колку што ние како коалиција сега направивме анализа на предлог текстот, видовме дека сите 13 министерства кои што сте избрани да учествуваат во државен совет за млади се министерства кои што работат секојдневно со социјалната група млади и тие се ресурсни луѓе кои што ги имаат секојдневните информации што се случува во државата на ниво на спроведување на политиката на министерството. Значи, ако доволно ве разбрав, за сето ова се крие искрена намера на институционално ниво да се артикулирани проблемите на младите. Дефинитивно, институционалниот приот со овие два механизми дава можност да младите бидат препознаени од страна на институциите и имаат можност да кажат што нив им треба. Со проблемите да се директно запознаени членовите на владата. Да. Ги изедавме искуствата на повеќе земји широм Европа, па дури искуствата на Советот на Европа, каде што постои едно тело кој што се вика Joint Council for Youth. Тоа значи заеднички совет за млади во кој што членуваат представници на министерствата одговорни за млади од земјите на Советот на Европа и представници на млади и младински организации. Значи сосема идентично тело кое што обезбедува учество на младите во сите фази на планирањето, креирањето и спроведувањето на политиките за млади. Што ќе се регулира и што ќе произлезе со овие измени на законот за млади со новите измени на кои веруваме дека овој процес на консултација кој што го правиме со социјалните групи значително ќе го подобри предлог текстот. Значително ќе го финишира делот на прашањата кои што се дали државата доволно ќе управува со невладините организации, дали државата ќе има мнозинство со своји представници во Државниот совет за млади. Дали издруженијата на граѓани
ќе се викаат младински организации или пак гражданите на граѓани ќе го пропишат своето делување во статутот на општината. Оно што како коалиција сега внатрешно го дискутиравме е прашањето дали овој закон треба да се вика закон за млади или треба да се вика закон за млади во поддршка на младинското учество. Бидејќи во јавноста самиот закон, самото име на законот нуди и дава недоразбирање за што се работи, иако специфично тој го дефинира начинот на учество на младите и начинот на младинско организирање. Ке се навратиме уште еднаш на членовите на Државниот совет на млади. Нели е подобро владините представници да се вклучат во работните групи на Државниот совет, нели, на млади? Во зависот од за кои концепти зборуваме. За да се останат критики, нели, за... Не, значи многу лошата интерпретација на предложената мерка формирање на Државен совет на млади ја дава оваа забуна. Државниот совет за млади е една обична комисија, доколку многу полесно народот ги разбират по имите. Една обична комисија во која што комисија учествуваат 13 представници од владини министерства и 16 представници од невладини организации и совети на млади. Таа комисија има за цел да ги разгледува тековните политики за млади, има за цел да ги разгледува тековните потреби на младите и да дава соодветни препораки за подобрување на одредена состојба. Во ниеден случај овој Државен совет за млади нема право да спроведува политика, нити пак овој Државен совет за млади има било која друга улога освен улога на застапување на интересите на младите. И дали овој закон за млади реално ќе ги офати и регулира младинската работа новиот закон кој што ќе се изготви, нели? На една од дискусиите, на една од дискусиите беше идентификувано дека овој закон во првичниот текст, во делот на појаснување на поимите, само го објаснува темата младинска работа и лицето кое што извршува младинската работа, младински работник. Понатаму законот не се занимава подлабоко со младинската работа, што мислам дека е добра препорака до законодавецот да размисли при креирањето на новиот текст. Дали воопшто ќе се занимава со дефинирање на поимот само младинска работа или ќе оди подлабоко да ги утврди сите функции и форми на делување на младинската работа. Во законот се предвидува во секоја општина да има совет на млади. Какви се досегашните искуства? Совети на млади има во неколку градови. Да, искуствата кои ние како коалиција сега од 2008 година наваму ги градиме во повеќето од општините во Република Македонија покажуваат дека едно од формите кои што значително го подобруваат учеството на младите е формата на совет на млади. Овие представници на млади луѓе имаат можност да дискутираат и дебатираат со избраните советници за прашања кои што се од нивниот интерес и предлагаат соодветни мерки и програми за подобрување на животот на младите. Еве конкретно да споредам дека оваа година Советот на млади на општина Кавадарци изготви своја програма за работа за 2012 година, преку која што ќе работи на застапување за спроведување на различни типови на активности од страна на општината со цел да подобри одредени прашања кои што се во интерес на младите. Истиот овој период и истиот овој начин работат и представниците на Советот за млади во останатите општини и во Струмица, и во Штип, и во Радовиш, она што е досега воспоставено, но примерот кој што веќе го имаме покажува дека младите имаат можност да предлагаат решенија кон возрастните. Дали ќе им се даде поголеми ингеренции на младите во овој закон за млади? Со новите измени, како што знаеме досега и во Кавадарци се докажа дека реално немаат многу влијание. Кога зборуваме за ингеренции, односно кога зборуваме за права на младите, преку овој закон можеме да кажеме дека да, ќе им се даде посебни права, со тоа што ќе се признае нивното право за учество во работата на советите на општините преку моделот на советите на млади. Значи, тука зборуваме за два моменти. Првиот момент учество на младите и вториот момент нивна можност да го искористат правото на учество.
Прашањето колку младите се свесни и колку младите имаат капацитет да ги препознаат формите кои што ќе ги понуди овој закон е нешто кое што треба да го третираат сите невладини организации кои што работат со млади. Односно организациите кои што работат на полето на застапување на прашања кои што заинтересува младите. Бидејќи наспроти тоа, доколку се повикаме на различни истражувања кои што па дури и коалиција сега ги прави, ќе видиме дека младите претежно во апатична ситуација и не веруваат во институциите на системот и никогаш не веруваат дека може да ги искористат формите кои што го обезбедува системот, па дури и овој иден закон за млади. Кога сме кај младинските совети, младите смајтаат дека општинските власти имаат преголеми ингеренции во формирањето на младинските совети. Како ќе го во согласност со позитивните законски прописи или во согласност со законите во Република Македонија. Советот на општината ја има улогата на оне кој што донесува одлуки, начин на кој што ќе функционира самиот совет, самата општина. Затоа ние одевме со предлог со пријадот на промена на статутот на општината, во кој што статутарно ќе се загарантира формирањето и функционирањето на совет на млади. Значи не може никој друг да даде мандат на лица кои што би имале право на учество во дискусија во рамки на советот на општината, на други лица кои што не се избрани на непосредни избори, да имаат можност да предлагаат точки на дневен ред. Тоа кажува дека само советот на општината во рамки на својата работа може да донесе одлука за формирање на посебни комисии, тела како што е советот на млади. Прашањето на постапката за избор и транспарентниот процес понатаму, како тоа ќе се одвива, е прашање кое што во војниот период ќе се подобрува, ќе се модифицира, бидејќи законот не уредува постапката на избор. Тоа остава да се реши со подзаконски акти, но и младата демократија кај нас се уште во Македонија е нешто на кое што треба да се внимава и треба да се предлагаат нови мерки на подобрување на овој процес. Во суштина на прашањето дали некој друг треба да ги избира представниците кои што ќе бидат членови на советот на млади, ќе седат во собранието, не. Согласно законите не може никој друг да ги избере освен самите советници. Дали сте разговарале да младите имаат право на глас во советите? Има ли најави некакви за тоа? Невозможно е да се обезбеди право на глас на младите во рамки на советот на општината. За да имаат реално влијание, нели? Бидејќи доколку сакаат да имаат право на глас, треба да додат на избори и да ги изберат граѓаните. Значи само ќе ја набљудуваат работата и ќе даваат свој. Дефинитивно советите на млади се алатка, чиста алатка за застапување на интересите на младите. Советите на млади никогаш нема да може да имаат право на глас, бидејќи се знае во нашата држава и процедурите за избор на советници во општината се само на локални избори. Значи не може никој друг да биде на било кој начин избран и да има право на глас во рамки на советот. Јаде сега на самиот крај да им објасниме на гледачите што ќе добијат младите од овој закон за млади. Од законот за млади ќе се дефинира прво возрастната граница категорија на млади. Понатаму ќе се дефинира што е тоа младинска организација, што е тоа национална младинска организација, што е различно од сите останати здружувања на граѓани. Со овој закон за млади ќе се овозможи секој од општините во Република Македонија да имаат своје задолжение да формираат совет на млади, а младите се тие кои што треба да ги извршат притисокот за да обезберат фер, транспарентен процес на избор на представници на советот на млади. Значи младите со овој закон за млади ќе имаат можност да го зголемат своето учество, да зголемат својата можност да го пренесат да ги пренесат своите барања пред возрастните во рамки на советот на општината и конечно преку младинските организации државата ќе обезбеди рамка за институционален диалог помеѓу владата и младинските организации за прашања кои што се од интерес на младите преку формата на коменажмент тело кој што се вика Државен совет за млади. И дали вие верувате во младите, дали тие ќе го искористат? Се надевам дека постои доволно капацитет кај младите и постои доволно капацитет кај организациите кои што работат со млади за да ги искористат овие позитивни форми кои што ќе го обезбеди овој закон
И се надевам дека сите овие забелешки кои што ќе ги прибереме, ќе ги собереме преку јавните дискусии, значително ќе го подобрат предложениот текст во првичната верзија која што ги имаше законодавецот. И за крај, каде може да се најде законот за млади, новите измени? Измените на законот за млади ќе бидат финални, направени после целиот процес. Последната верзија на предлог законот за млади која што е повлечена во забранска процедура може да се најде и на веб страната на коалиција сега, но исто така може да се најде и на веб страната на Собранието на Република Македонија и на Facebook групата на коалиција сега, каде што во посебна секција за данот може да го најдете некој што се заинтересирани. Ви благодарам. Јас ви благодарам на вас за можноста од учество во вашата телевизија, во вашата емисија и се надевам дека целиот овој процес кој што како коалиција сега го правиме ќе придонесе да законот за млади што побрзо се врати во рамки на Собранието на Република Македонија и дека законодавецот, Министерството за правда ќе ги земе во предвид сите забелешки кои што се дадени од страна на младите и младинските организации и граѓани на оваа држава. Ви посакувам успех, уште еднаш благодарам. Вас, драги гледачи, ви благодарам за вниманието и довидување.